Рече дека Аки повеќе нема да доаѓа овде, ама човекот дојде повторно. Што ви рече? Ги сака назад и парите и колата исто. Не ви кажа нешто друго? А што друго да ми каже, Несрин? Откаде да знам? Бидејќи не сакам да се омажам за него, може би измислил нешто. Затоа прашувам. Значи овој човек се уште сака да се ожени со тебе, а? Несрин, така ли е? Всушност тој не ги бара толку парите колку што ме бара мене. Ми го блокираше патот повторно кога излегов од дома. Рече дека никогаш нема да ме остави сама ако не се омажам за него. Погледнете, господине Керим, иако не ги зедов парите, тој сепак вели дека сум ги зела. Кој знае какви други клевети ке фрла наоколу. Види, Несрин, со тебе отворено ќе зборувам. Ти, овој човек, го сакаш или не го сакаш? Секако дека не. Дури и го мразам него. Јас денес го отворив срцето и кажав што чувствувам за вас, ама... А јас... Многу ми е жал... Си ветев дека нема повторно да ја споменувам оваа тема, ама... Извинете. Од она што јас го разбирам, овој човек нема да биде многу заинтересиран за автомобили и пари, Несрин. Ми рече твојот татко го дал животот за ова семејство, ќе ти дадат пари колку што сакаш, Несрин. Ама, господине Керим, вие веќе направивте толку многу за нас. Не го отворивте својот дом и тоа не беше доволно, му дадовте пари на джем. Никогаш не би дозволила вашата добра волја да биде злоупотребена, никогаш. Особено не од Акив, никогаш. Несрин, запомни дека овој човек никогаш нема да те остави сама. Тогаш ќе ја напуштиме и оваа куќа. Барем ќе разбере дека нема да доби пари од мене никогаш. Види, ти не можеше да се снајдеш ниту со Акив, ниту со Джем. Ќе се снајдам јас некако. И вашето семејство ќе биде многу посрекно доколку ние си заминеме. Дури да останеме, вашата мајка ќе инсистира да се омажам со некој што не го сакам. Затоа нема разлика од тоа дали ќе останам или не. Имајте убава вечер, господине Керим.